Стоям на планинава, гледам кон долината, секој чекор, секој миг беше ти со нас. Клекнувам на земјава, се што стори гледам јас, знам дека победата беше ти во нас. Лузни маки имавме, но со радост велиме, ние велиме. Никогаш ти не остави, никогаш ти не напушти. Ти си верен, Боже, ти си верен, ти си верен, Боже, ти си верен. Клекнувам на земјава, се што стори гледам јас, знам дека победата беше ти во нас. Лузни маки имавме, но со радост велиме, ние велиме. Никогаш ти не остави, никогаш ти не напушти. Ти си верен, Боже, ти си верен, ти си верен, Боже, ти си верен. Лузни маки имавме, но со радост велиме, никогаш ти не остави. Носени во милоста, Твојот ми не прегрна. Никогаш ти не остави. Никогаш ти не остави. Никогаш ти не напушти. Ти си верен, Боже, ти си верен, милост Твоја ние добивме. Никогаш ние ќе те славиме. Ти си верен, Боже, ти си верен, ти си верен, Боже, ти си верен, ти си верен, Боже, ти си верен. Не бој се, зашто јас сум со тебе. Не обрнувај се исплашено, зашто јас сум твојот Бог. Јас ќе те крепам и ти помагам, те потпирам со победничка десница. Амин. Познавам Бог кој љуби.
smeni i da mu pripagam. Zemi me kraj sebe na ona skrišno mesto, da bivam so tebe, se posličem na tebe. Vrat se drži me, vrat se drži me, vrat se drži me. Poznam Bog koji ljubi bez Добро утро на сите, Божи благослов. Мило ми што уште денес ќе можам да
зборувам на последната проповед од оваа серија која почнавме пред 3 недели веќе. Серијата која почнавме се вика Необично обични средби. Досега зборевме за важните моменти кои Исус, за средбите кои Исус ги имаше со учениците веднаш после воскресението, но пред вознесението. Ние 40 дена за кои знаеме во Евангелието дека се запишени. Луѓето запишувале случаи од тие денови. Луѓето пишувале многу настани или збори кои Исус ги кажал. Досега зборевме за двете познати средби. И двете средби беа толку необично обични што двајцата ученици кои одеа према Емаус, Исус за нив беше толку обичен што него ни познаа. Едноставно беше како секој друг човек кој би им се придружил по патот и кој би зборувал со нив. Тоа само покажува нешто многу важно за нашата иднина, за нашата надеж, што не очекува нас, а дека нашата иднина која ние христијаните очекуваме е пријатна иднина, позната иднина која е многу физичка, ни дава чувство на дома. Не е некоја езотерична, не е некоја спиритуална, духовна во облаците со харфа, ако се сеќавате на тие цртани филмови кои гледаме. Не е таква нашата надеж. Нашата надеж е воскресението. Физички да воскреснеме. Средбата на Марија Магдалена со ангелите на гробот поттикнува една лавина на настани, случувања кои се случуваат до ден денес. Веднаш по првата реализација на воскресението на Исус се случи првесто навестување за воскресението. Жените кои до тој момент одеа да извршат својата ритуална религијска пракса да го помазаат телото на Исус, тие во тој момент кога слушнаа дека тој е жив, тие трчаа кон апостолите да ја кажат таа радосна вест. На сличен начин животот на човекот се менува кога евангелието ќе се роди во неговото срце. Човекот одеднаш изобилува со радост, тој е пресреќен, тој не може изобилува со восхит, не може да се собере од тоа што го чувствува кога ќе дознае дека Исус е жив и се родил во неговото срце. Како една последна обична средба е средбата на Исус со апостолите. Таа средба има толку многу необични нешта во себе, што некои од апостолите ја доживеале застрашувачки. Моментот кога Исус се појавува, тие се уплашуваат. Но во исто време средбата не може да биде пообична од тоа што се случува во тој момент. Исус во тој момент не прави ништо спектакуларно. Тој се појавува, тој им каже: јас сум, јаде, седнува со нив, крајно обични нешта за кои можеби ќе се запрашите, па добро, мораше ли тоа да биде запишано? Што е тоа толку важно? Ајде да го прочитаме текстот во Лука 24 глава, 36 до 49 стих, ќе видиме што можеме да научиме од оваа средба. Додека тие уште зборуваа за тоа, самиот Исус застана сред нив и им рече: мир вам. А тие така се уплашија и бидејќи застрашени помислеа дека гледаат дух. Но тој им рече: што сте збунети и зошто такви мисли влегуваат во срцата ваши? Видете ги рацете мои и нозете мои. Јас сум истиот. Допрете се до мене и гледате, зашто духот нема тело и коски, а како што гледате, јас имам. А кога го рече тоа, им ги покажа рацете и нозете. Но додека тие од радост уште не веруваа и се чудеа, тој им рече: имате ли овде нешто за јадење? Тие му дадоа парче печена риба и мед со саќе. И кога зеде, јадеше пред нив. Па им рече: ете, ова се зборовите што ги говорев уште додека бев со вас, зашто треба да се исполни се што е напишано за мене во законот Мојсеев и кај пророците и во псалмистите. Тогаш им го отвори умот за да ги разбираат писмата. Им рече: така е напишано и така требаше да пострада Христос и да воскресне од мртвите на третиот ден и да биде проповедано во неговото име покаяние и проштевање на гревовите кај сите народи, почнувајќи од Ерусалим. А вие сте сведоци за ова. Амин. Тертулијан во првите векови на христијанската вера ќе каже: крвта на праведниците е семе на црквата да расте.
Тој тоа го кажува затоа што христијаните на поинаков начин го разбирале страдањето и на поинаков начин ја разбирале смртта. Тоа е причината зашто христијанството експлодирало од самиот почеток. Во првиот век можеме да видиме многу групи, многу филозофски движења кои се појавуваат, кои на некој начин се опозицијски настроени или се надпреварувачки настроени кон христијанството. Стоиците, епикурејците и другите групи од првиот век едноставно гледале да избегаат од светот онаков како што е, или целосно да игнорираат состојбата на светот онаков како што е, или пасивно да ја прифатат таквата состојба. Во раното христијанство, од друга страна, не можеме да видиме никаков ескапизам, нема бегање од светот. Туку има огромна радост. Вреднувањето на телото и телесното е очевидно во самите почетоци на христијанството. Телото не е затвор, како што некои филозофии предпоставиле, или само носител на душата. Имаше вистинска радост која христијаните го видоа воскреснатиот Исус, кога го допреа неговото тело. Нашата надеж доаѓа од двете важни воскресенија. Така е, двете важни воскресенија. Првото е воскресението на Исус кој се случува во средината на времето, а второто воскресение е воскресението кој ќе биде на крајот на времето. Морам да кажам нешто веднаш на самиот почеток. Доколку нема радост сега во црквата, веројатно тоа се должи на фактот што не го разбираме воскресението како што треба. Доколку си во црквата веќе некое време или си христијан, се сметаш дека си христијанин, а немаш радост заради таа работа, веројатно не разбираш тоа што треба да го веруваме за воскресението. Од текстот што го читавме учиме некои важни нешта. Во првите две проповеди најмногу од се учевме или сакавме да видиме, да нагласиме дека Исус ја докажува вистинитоста на воскресението. Исус покажува дека воскресението е вистинско. Се објавува, им раскажува, го дели лебот и тогаш го снемува. Но овде Исус не поучува за природата на воскресението. Со самата појава тој поучува. Не мора да им држи лекции, тој поучува со тоа што се прекажал пред нив. Може да преминува преку ѕидови и слично, но може и да јаде. Важна работа е дека тоа во суштина е тој. Тој ги убедува. Видете, не сум дух, фатете ме, јас сум тој, јас сум уствари тој. Види поубаво, јас сум тој. Не е ново тело, туку е обновено тело. Тоа мора да го разбереме. Сето минато и сето искуство, сето тоа што го поминал Исус, сите тие пријателства кои ги имале, имаат континуитет сега во ова обновено тело, во таа обновена состојба. Тоа се уште е тој, со сите своји добри страни, со сите своји страдања, со сите тие зборови кои ги искажал, тоа е тој. Стиховите 41 до 43, зборовите на Исус таму се многу важни. Вели вака: но додека тие од радост уште не веруваа и се чудеа, тој им рече: имате ли овде нешто за јадење? Ти му дадоа парче печена риба и мед со саќе. И кога зеде, јадеше пред нив. Колку интересен момент е тоа. Нема некоја духовна лекција во тоа, нема нешто, не е тоа парабола. Но тоа е многу важно тоа што се случува овде во овој текст. Исус не е само дух, но не е тело како порано. Едноставно поминува преку ѕидови. Павле кажа дека Исус е првиот плод, првородениот од ова новото создание кој ние го очекуваме. Значи, истото нешто ќе се случи и со нас тие кои веруваме во Исус. Павле ја зема метафората за поседување на семе. Како да ја гледаме смртта, како да го објасниме тоа што се случи со Исус. Вели, се засади, преку смртта се засади распадливото и израсна нераспадливото. Посадено е природно тело, но ќе излезе духовно тело. Не само дух и не само тело, туку духовно тело. Тоа е една нова категорија, помешана категорија од две нешта кои се неспојви. Неговото тело не беше само некоја конзерва за неговиот дух,
онака како што најчесто ја разбираме нашата природа, идеалот и она совршеното стана реално и постојано. Тоа што ние го имаме како идеал, духовното, она што е совршено, сега можеме да го видиме како реално и постојано. Колку прекрасно е тоа. Тоа што е многу важно исто така да разбереме дека Бог не создал. Едното духовното и телесното не се различно важни, тие се подеднакво важни. Духовното и телесното имаат иста важност за Бог, бидејќи според Божиот дизајн, човекот е комплетен кога тој е тело и дух. Но во контекстот на Исус, со воскреснато духовно тело. Духовното и телесното се подеднакво важни, подеднакво вредни, подеднакво реални. Комбинацијата на телото и духот, онака како што човекот реално го доживува, не може да се разбере преку ниедна друга филозофија во светот, освен преку светогледот на христијанството. Целосното прифаќање на двете реалности можат единствено да се разберат само преку христијанството и ниедна друга филозофија. Реално не доаѓа ни близко до објаснувањето на христијанството во реалната состојба како ние ги доживуваме тие две нешта. Конфузноста на таа тема е оправдана. Едноставно, како може, разбирам дека има дух, дека има тело, но како може да има духовно тело? Може да има дух во тело, или дух, или само тело, но како може да има духовно тело? Во која категорија спаѓа тоа? Тоа е една нешто од тие работи во христијанството кои се присутни. Например, тројството. 3 лица, но еден Бог. Како ќе објасниш тоа? Или Исусовата природа. Кажуваме дека во него ја има 100% божествената природа и 100% човечката природа. Но како да го разбереме тоа? Тоа е едно од тие нешта во кое христијаните комбинираат две нешта кои се апсолутно неспоиви, кои не одат едно со друго. Но верувањето во таа комбинација останува единствената опција, наспроти другите опции кои завршуваат во ќорсокак. Денеска имаме две филозофии кои доминираат и кои одговараат на категориите за духовното и телесното. Првата категорија е секуларизам како филозофски правец. Физичкото или телесното во секуларизмот е единственото реално и вистинско. Тоест телесното или физичкото е единственото кое постои. Не постои дух, нема душа, нема ништо надприродно, нема чуда. Физичкото и се што може да се допре е се што постои. Кога таа филозофија ќе се однесе до својата точка на вриење, која ќе се извадат на површина крајностите за тоа уверување, што во суштина веруваат, која е целта на тоа верување, тогаш може да се види често што таа филозофија нуди и какво разбирање за светот можеме да извлечеме од таа филозофија. И во конечност можеме да видиме каков свет таа филозофија може да создаде. Има многу писатели кои го објаснуваат тоа, така да не е тоа од мене, тоа не е мој заклучок, тоа едноставно јас го земам заклучок на филозофите кои размислувале за тој светоглед. Последиците се следни. Ако се што постои е само телесно, немаш душа, немаш дух, ти можеш да чувствуваш дека постојат некои нешта како, например, љубовта или слободата, или да чувствуваш дека некои постапки се зли како убиство, силување или кој знае што не, но во суштина според тој светоглед ти не се реални. Еве и зошто. Чувството за љубов, моралност, да кажеш што е добро, што е зло, правото на избор, не е ништо друго освен хемиска реакција во твојот мозок, кој е резултат на твојот генетички код, наследност, природна селекција и тука завршува муабетот. Тоа е тоа. Ако телесното е се што постои, тогаш нема што да се занесуваме за нашата посебна вредност. Нема никаква вредност, нема никаква разлика помеѓу мене и каменот што е на улица. Тоа е тоа. Една вреќа на молекули составени заедно, кои за одреден период битисуваат заедно и после се претвараат во еден друг вид на енергија и пријатно. Може би чувствуваш дека има некаква разлика помеѓу тебе и каменот во тој светоглед, но нема. Ако веруваш дека телесното е се што постои, но не се чувствуваш заробен, тогаш тоа веројатно се должи на фактот дека не си ги погледнал вистинските резултати, крајностите на тој светоглед.
Другата филозофија која е доминантна денес е спиритуализмот во сите своји форми и појави. Речи се сите други религии, почнувајќи од источните, па дури и западните религии, кои можеме да ги видиме, ќе ти кажа дека вистинското или реалното во суштина е духовното. Телесното е само минливо. Телесното е само привид. Телесното е илузија. Не постои. Старите западни религии ќе ти кажат дека телото и не е толку битно. Зошто? Затоа што телото ја заробува душата. Ја затвара душата. Вистинската состојба по која копнееме, уствари душата се ослободи од затворот на телото. Да се ослободиме вистински. Телото е зло. Источната религија каже, тоа не постои во суштина. Важното е духовното. Еви ги последиците на тоа верување. Зошто воопшто да се трудиме да го промениме светот? Зошто? Ако телесното е илузија и духовното е важното, тогаш како да го разбереме телесното во сето ова? Страдањето. Од светот и телесното само треба да се избега. Единствената најдобра опција филозофски, најдобро решение за тој светоглед е една. Самоубиство. Но тоа не е реална опција, нели? Звучи многу брутално. Како може тоа да го верува некој? Спиритуализмот во сите своји форми предизвикува пасивност кон маката, кон страдањето, кон злото. Сите тие нешта се само илузии, бидејќи се поврзани со телесното кое е крајно небитно. Зошто воопшто да се обидувам за некаква борба за правда или за подобрување на светот, кога сето ова телесно, јас уствари чекам да помине, да одмине, тоа робство да ме ослободи на мене. Светот и телесното не треба да се спасува. Од телесното треба да се избега. Ова се двете опции кои се појавуваат како предизвикувачки на христијанското разбирање за светот, за телото и за духот, за духовноста и за телесноста. А што ни комуницира необичната обична средба која Исус има со учениците? Исус се појавува и со тој запис за тоа што тој го прави во тој момент ни комуницира што се случува, што е христијанската конечна надеж за духовноста и за телесноста. Телесното не е единствената категорија, но не е неважна категорија. Тој преминува преку зидот, но во исто време и седнува да јаде. Духовното не е единствената категорија исто така. Тој не лебди во воздухот кој е со апостолите, туку стои и седи и ги предизвикува апостолите да ги допрат неговите раце, неговите рани и ги покажува. Целата негова емисија покажува дека тие две категории му се исклучително важни и неразделни. Го имаме чудото во Јован во 2 глава, а тоа е водата претворена во вино на свадбата. Кажете ми, која духовна поука ќе го извлечете од тоа? Нема ништо духовно во тоа. Исус е на прослава, снемало вино, тој прави вино. Сега тие што сака да прават свадби, ме слушаат и можеме малце се љубомори на Јован 2 глава, каде Исус е на свадба. Само да ви кажем дека таму свадбата траела со денови. И не верувам дека имало некоја дистанца помеѓу нив. Се радувале со денови, снемало дури и вино. Исус направил вино за да продолжи веселбата. Телесното и духовното се подеднакво важни за него. Првото чудо кој Исус го прави покажува една работа. Изјавува нешто за Бог. Исус кажува, јас го создадов светот. Јас сакам да го откупам светот. Јас го создадов телесното, јас ќе го откупам телесното. Телесното мене ми е важно. Телесното подеднакво како и духовното ми е подеднакво вредно. Малку евалуација. Доколку си христијанин, а импликациите на твоето уверување натежнуваат према секуларизмот или спиритуализмот, тогаш ќе паднеш во очај. Ако твоето разбирање на светот натежнува према секуларното разбирање на светот, малку поматериалистичко, тука гледаш надежта, не е можна да не се заврши во очај. И исто така, тоа се однесува на тоа, ако твоето уверување и вреднување натежнува
према духовното или само духовното или према спиритуализмот. Христијанското гледиште е уникатно и незаменливо. Нема замена за тоа гледиште. Средбата со воскреснатиот Исус откри важни импликации во нашето разбирање во светот. Резултатот на тоа разбирање носи огромна разлика во тоа како ние постапуваме во светот. Таквото разбирање, според Тим Келер, те носи во 4, те бутка према 4 нешта, те носи во 4 состојби. Еве ги 4 состојби. Тоа те носи во состојба да се бориш, второ да бидеш спокоен, трето да љубиш и четврто да не се плашиш од ништо. Тие се 4 состојби во кои те бутка тоа верување. Да се бориш за телесното. Што значи тоа? Христијанството само по себе е борбена религија. Не во она буквална смисла на зборот со оружје, туку борбена религија бидејќи кога ќе видиш зло или страдање. Логичниот заклучок не е дека ти треба само да го одминеш тоа, ќе помине тоа. Ние само поминуваме преку овој свет. Телесното не е важно. Не, кога ќе видиш зло или страдање, христијанинот се бори. Христијанството е борбена религија. Исус можеме да видиме дека страдаше телесно, не за да избега од телесното, туку за да го обнови, да го рехабилитира телесното. Исус не дојде на светот за да ја избегне реалноста во светот, туку да ја преобрази нашата реалност во светот. Тоа е многу различно. По тој време ние христијаните сме повикани да го рехабилитираме светот околу нас или да го обновиме светот околу нас. Тоа е тоа што Исус го правеше од првиот ден на неговата мисија и преку страдањето на крстот и заклучно со воскресението. Тој е неговиот акт на рехабилитација, на обнова на целото создание, на материјалното, на телесното. Првото нешто кое можеме да го видиме тоа што го прават христијаните е спасување на женски бебења кои се фрлени надвор од зидините на градот. Знаете, во првиот век ако првородено ти е женско, можеби нема да го сакаш. И логичен заклучок е да го фрлиш надвор од зидот. Тие се тепат со кучињата да ги рехабилитираат тие бебења, да ги стават во својата заедница. Кога се појавувале епидемии секогаш, христијаните биле тие единствените кои останувале таму да помогнат на заедницата. Богатите први ќе избегаат од заедницата. Тие што се сиромашните, можеби нема кај да одат. Можеби семејствата кои можеле да им помогнат и тие избегале. Но христијаните одат да им помогнат на тие кои не им се семејство. Во првиот век не морам да опишам колку е тоа револуционерно. Да помогнеш на некој кој не ти е семејство, кој не е твојот клан, кој не е твојата заедница. Зошто би го правил тоа? Што мислите, како христијанската вера се отворила, како христијанската вера станала реална и како христијанската вера го преобразила светот? Во името на Исус Христос христијаните отвараат болници на секаде низ светот. Луѓето и нивните тела се вредни за спасување, за рехабилитација, бидејќи тоа е нешто кое можеме да го видиме дека е значајно во Исусовата мисија. Тој тоа ни го остави. Телата се вредни да се поправаат. Видите ги чувата на Исус. Зошто Исус тоа го правеше? Не сме индиферентни и пасивни за страдањето во светот. Туку се бориме во светот и носиме исцеление и рехабилитација. Ќе видиме зошто тоа го правиме. Модерната наука, тоа што го истражува телесното, физичкото, не се раѓа во источната религија, па дури не се раѓа во западната филозофија, се раѓа од традицијата на христијанството. Зошто? Затоа што христијаните се фасцинирани од тоа што Господ го создал и сакаат да знаат како тоа битисува, како постои се до тоа. И тие тоа го истражуваат, го испитуваат. И така се раѓа модерната наука. Тие беа во потрага да го разберат она што нивниот создател го создал. Втората работа е дека ние можеме во телесното, онакви како што сме, да бидеме спокојни. Материалистичкиот светоглед, оној кој вредноста ја гледа
само во материјалното и за кого само материјалното постои, се бори да собере колку што е можно повеќе материјално, повеќе телесни искуства, повеќе телесни задоволства, колку што е можно повеќе да се натрупаат. Мирот и спокојството таквиот светоглед го гледа во акумулацијата на сите тие телесни задоволства и материјални добра. Но е го страшниот момент. Во истото време, нештата кои треба да ни донесат мир, го носат најголемото неспокојство, бидејќи природата на тие нешта го носат стравот со себе да не се изгубат. Моментот кога собираш и акумулираш колку што е можно повеќе и повеќе и повеќе, во исто време расте и стравот тоа нешто да не го изгубиш. Значи тоа што треба уствари да ти донесе мир, ти го носи најголемиот немир. Во почетокот на оваа година слушнав за еден нов феномен кој се вика FOMO или Fear of Missing Out. Страв дека ќе пропуштиш нешто. Со тоа се соочува новата генерација. Страв дека ќе пропушти нешто. Христијаните својата конечна надеж ја гледаат во воскресението која е нашата конечна состојба. И таа состојба е потелесна од било која можеме да ја замислиме сега и овде. Тогаш во таа состојба се што сега мислиме дека испуштиме ќе биде надокнадено 100-кратно, 1000 пати повеќе. Состојба во која задоволството да се биде во телото ќе биде неспоредливо со било кое задоволство кое може сега да се искуси и овде. Се што сега мислиш дека испушташ во телото, знај дека еден ден ќе биде надокнадено. Без разлика дали тоа е од заради талентот дека испушташ нешто, можеби си како мене кој не знае да танцува, да игра или не знам што, и испушташ да бидеш слободен да се движиш кога музиката свири. Можеби имаш хендикеп, но не се плаши. Христијаните имаат спокојство дека еден ден тоа ќе биде надокнадено. Имаме премногу пријатели кои имаат висок степен на парализа. Имаме една лична пријателка, семена пријателка која се кара Роза Мојсовска, која ќе напише во своите, тај е уметник, ќе напише во своите стихови дека еден ден ќе трча во прегратките на Исус. Таа може тоа да го напише затоа што незината вера, незината надеж во таа една конечна состојба кога тоа еден ден ќе може да го направи вистински. Во источните религии не само што гледаме индиферентност кон телесното, гледаме и губење на индивидуалноста. Но во христијанството можеме да го видиме обратниот ефект. Джордан Питерсон, можеби еден од највлијателните луѓе денеска врз младата популација, во еден разговор пред неколку години го слушав како тој има еден интересен пристап да размислува, онака како што тврди и размислува и се бори да дојде до вистината. Тој вели вака, ми се чини дека кога станува збор за воскресението, тој вели, ми се чини дека тие луѓе зборуваат за некакво прославување на телото, како по прв пат да го слуша тој поим. Тој слушал можеби за некаков живот после смртта. Но воскресението како концепт за прв пат во животот го разбира на еден таков начин, го слуша на еден таков начин. На вистинско прославување на прославено тело, на обновено тело. Джонатан Едвардс, еден проповедник од 18 век, тој честопати запишувал некои мисли за новото небо, за новата земја, за животот таму како би изгледал. Тој напишал вака, можеби човекот сега има 5 сетила, а можеби во воскреснатиот живот ќе имаме многу повеќе сетила. Може ќе имаме 1000 сетила. Од каде да знаеме како тоа ќе изгледа? Како човекот ќе изгледа во тој момент? Тој тоа го пишува како на пример слеп човек. Ако некој е роден слеп, и ако тој те прашува како изгледаат боите, и ти опишуваш, и тој човек замислува како боите би изгледале, како изгледа црвената боја, како изгледа зелената боја, и тој се труди максимално да го разбере тој концепт на бои, кој никогаш во животот не ги искусил. И можеби ќе дојдат до операција во која ќе може да му го вратат видот. Но првиот момент тој кога ќе ја види црвената боја, ќе биде многу поразлична од тоа што го замислувал, затоа што едноставно го добил тоа ново сетило на видот да ја види реалната состојба на бојата. А како ќе бидат луѓето во едно прославено тело? Тоа значи дека ништо нема да испуштиме овде и сега. Без разлика на тоа што сега го испушташ, она што допрва ќе дојде, ќе го доживееш 1000 пати пославно, попрекрасно. Верата те води да бидеш неверојатно борбен во животот.
Боровен за светот, бидејќи телесното е нешто кое Бог го создал и го сака. И на крстот го откупил. Христијаните се борат за рехабилитирање на телото, но во исто време телесното не се идеализира на ниво христијаните да дојдат до фомо ситуација, да се плашат дека цело време нешто испуштаат, дека немаат доволно во една таква состојба. И по секоја цена да дојдат до сите можни задоволства и до сите можни материјални добра, бидејќи разбираат дека во животот на воскресението сега и овде ништо не испуштаат и затоа можат да бидат спокојни. Најдоброто допрова доаѓа. Третото нешто во кое не бутка животот во воскресението, разбирањето на христијанската вера е христијанството те учи да љубиш. Во секуларизмот, кога ќе умреш, ти гниеш, толку, нема ништо од тебе веќе. Немаш никаква вредност. Се распаѓаш и по таа логика ти веќе не си важен, треба да те заборават. Во спиритуализмот ти ја губиш индивидуалноста, се претопуваш, капка во море, те снемува, се губиш целосно. Во христијанството кога умираш, Исус вели дека те чека да се вратиш во неговиот дом. Тој припрема дом за тебе лично, припрема дом. Сега Фанија чита книгата од К.С. Луис, која се вика The Great Divorce. Една прекрасна работа нагласува Луис таму во оваа книга, а тоа е дека колку пореално е небото од пеколот. Тоест, тој прави една ситуација во што би било кога би било, што ако еден автобус, патници од пеколот завршат во небото, како ќе изгледа небото за нив. И се чини дека тие што доаѓаат од пеколот во небото изгледаат како привиди, како духови, толку се нереални, а небото во друга страна е толку реално. Зелената боја толку зелена што ги болат очите кои ќе ја видат. Самата трева е толку остра што им предизвикуваат посекотини. Реалноста на новото создание е толку поразлична, толку пореална од се што сме искусиле сега и овде. Средбата на апостолите со Исус го покажува токму тоа. Додека се оплашени и во бунило, Исус им вели: "Абе јас сум, види подобро, препознај ме, види во моите црти, во моите манири, во тоа што го зборам. Јас сум." Јас имав една интересна средба. Најдобрата учителка што имав беше учителката што имав во Хрватска, 3 и 4 оделение. Таа жена ми на некој начин ми го спаси животот таму. Кога се преселивме во Хрватска, јас бев 3 оделение, класот не можеше да ме прифати пошто мислеа дека сум србин, а тогаш имаше војна помеѓу Хрватска и Србија, овоно, и беше тешко, но таа жена некој направи јас да бидам прифатен таму. И таа жена вложи во мене. После 10 години јас се враќам во Хрватска и одам да играм фудбал на игралиштето таму кај што учев. Ја гледам мојата учителка како со уште мали деца, уште поучува и така натаму. Имаат физичко. Јас во тој момент имав една огромна брада, толку устари како сега ме беше брадата, и се појавам пред учителката и таа само што ме погледна вака, малци се замисли и ме позна. Вика: "Живко, ти ли си?" Викам: "Јас сум." Со огромна брада и беше изненадена дека ме гледа. Во секој случај, слична е поентата. Кога Исус се појавува пред апостолите, тој само ги потсеќа, ги предизвикува: "Познајте ме." На еден сличен начин е животот кој допрова доаѓа. Се што сме сега и односите кои ги имаме, треба да вложуваме во тие односи. Бидејќи тие нешта остануваат и понатаму. Вложувај, ништо нема да биде изгубено. Тоа значи дека личните односи имаат вечна вредност. Вложувањата кои ги имаш во луѓето и потенцијалот на тие вложувања се вечни. Резултатите се неверојатни. Секој поединец кој сега седи до тебе има вечен потенцијал. Потенцијал да стане едно од двете крајности. Може да стане како со слава на она на ангелите или како на расипност како она на демоните. Тој е потенцијалот на секој еден до нас. Твоето вложување во секој поединец треба да го гледаш преку призмата на вечноста, бидејќи во ниеден момент не стоиш само до една обична индивидуа, туку стоиш до потенцијалот кој вечно живее. Коренот на вечноста се наоѓа во секој еден од нас. Секое твое вложување во личностите треба да го има тој поглед дека личноста во која вложуваш може да прерасне во прекрасен и вечен пријател со кој ќе живееш
вечно. Тоа се однесува на секако. Не само на ние добрите, но ние супер христијани и супер добри луѓе, туку и до оние најхаотичните христијани. Секој го има семејото на вечноста во себе си. И последно нешто, четврто, е да не се плашиш од ништо. Исус кога се појавува пред апостолите вели: видете, не сум дух. Учениците се плашат од духот затоа што се плашат од смртта. Исус се појавува и вели: не сум дух, допрете ме. Нема што да се плашите од смртта веќе. Тоа што тој се вратил од смртта, од мртвите во своето тело, покажува на најголемата победа која можеше да се извојува. Павле во едно од своите посланија во 1 Коринтијаните 15 глава, на крајот има еден усклик, еден извик, еден победоносен извик кој вели: смрт, каде ти е сечилото? Аду, каде ти е победата? Каде можеш ти сега да се спротивиш на оние кои со вера се подпират на Исус Христос? Павле храбро се исмејува со смртта, во очи ја гледа и се смее, бидејќи нема никаква сила врз него, заради верата која Павле има во Исус, оној кој единствено ја победил смртта. Тоа значи дека не постои ништо од кое ти можеш да се плашиш денес. Ако не се плашиш од смртта повеќе, тогаш немаш ни еден друг страв од себе. Дали си борбен христијанин? Дали имаш спокојство во телесното? Дали ги љубиш луѓето околу тебе и дали ги градиш односите да траат вечно? И дали живееш бестрашно? Ако не, е еден предизвик. Сретни се со Исус. Сретни го Исус. Тоа ја прави најголемата разлика во светот. Носи огромна разлика во тоа како ќе гледаш на себе си, како ќе гледаш светот. Начинот на кој може да се сретне Исус денес е да се погледне во неговите рани и преку покаяние да се предаде животот на него. Да ја положиш твојата вера во него, бидејќи тој е оној кој ја победи смртта. Се што јас посакувам сега денес во твојот живот е да имаш една крајно необична, обична средба со Исус воскреснатиот. Тој ќе најправи најголемата разлика во твојот живот. Ќе научиш како да живееш, ќе научиш како да гледаш на светот. И не само што ќе научиш, ќе го оттелотвориш тоа. Радоста, задоволството ќе дојдат се на друга димензија. Ќе разбереш многу повеќе од тоа што сега го разбираш. Доживеа таа средба со Исус и ќе видиш колку Господ вложил во тебе. Колку Господ направил за тебе. Ќе видиш твојата вистинска вредност. Многу повеќе од еден камен. Ќе видиш твојата индивидуалност, твојата посебност, не како капка во морето. Посебност, со посебна љубов како Господ те засакал. Со посебни карактеристики те обдарил, со посебни таленти, со посебни квалитети. И сето тоа, затоа што тој те сака. Нека Господ биде со вас и нека ве благослови. Амин. Žedno za tebe